Физички ја нападнал сопругата и го одзел телефонот и парите. Ја повредил поранешната вереница, нанесувајќи нагмечување, скршеници и потрес на мозок. Насилството врз жените во последниве години станува се почесто. За 9 месеца се регистрирани вкупно 42 кривични дела во врска со семејно насилство извршено врз жени на подрачјето на СВР Тетово. Поради нарушени односи, психички растројства и пороци, најчесто психички и физички малтретирани се сопругите. Од 42 жртви на семејно насилство, дури 36 биле сопруги, поранешни сопруги и невенчани сопруги, 4 мајки и 2 други женски лица. Најчести причини за ваквиот вид насилство и годинава се нарушените односи во семејството, психичките, односно нервните растројства, алкохолот, дрогата и другите пороци. Сите сторители инволвирани во овие 42 кривични дела во периодот за кој станува збор се лишени од слобода и против нив изготвени се соодветни поднесоци до основните јавни обвинителства во Тетово и Гостивар. Пандемијата го зголеми бројот на ваквите случаи, но дел од жените се уште кријат. Ова го покажува досегашното искуство на Сдруженијето Женски форум, кој работи на оваа проблематика од 2002 година. Единственото место каде жртвите од полошко можат да побараат бесплатна правна и психолошка помош. Женски форум може да се пофали со многу успешни приказни. Морам да почнам со амбициозниот проект кој основачот на Сдруженијето Женски форум, господјата Џане Крешова, го започна со самото формирање на Сдруженијето. Во почетокот, нормално како и секој друг почеток, беше тешко, беше се уште непознаница семејното насилство. Жените, а и воопшто граѓаните од нашава држава, не беа свесни дека тоа е нешто кое треба да добие третман на кривично дело, нешто кое треба да се санкционира. До сега низ нашиот центар поминале неколку стотини жени, можеби над 600, кои соодветно биле третирани, го добиле она што како услуга ние го нудиме и кое го промовираме преку сите промотивни материјали, флаери, и се она што придонесува да ги приближиме нашите услуги до корисниците. Сега, последниве години, особено во време на пандемија, навистина дојде до можеби зголемување на бројот на жртви на семејно насилство, меѓутоа пријавувањето не беше зголемено како бројка. Ова се должи на основа на она што ние преку анкети, преку промоција на проектни активности сме го дознале од жените жртви кои дошле, се должи на фактот што во време на пандемија сите дома бевме затворени, стравот од пријавување и последиците од пријавувањето на семејното насилство беа поголеми од желбата и од можноста истото да се пријави, да се процесира и насилникот да добие соодветна казна. Тоа што Полошкиот регион нема шелтер центар представува дополнително отежнување. Во ова време на пандемија, во недостаток на простор, односно шелтер центар, каде што привремено би можеле жените да се згрижат, ние останавме, односно жртвите останаа препуштени на милост и немилост на она што се случува во семејството, неможноста од финансиски, односно економски причини, да ја напуштат семејната заедница, од традиционалните односи кои владеат не само кај нас, туку воопшто секаде во светот, мислам, дека и покрај се што се случува мора да остане жената во семејството, мора да остане со децата, мора да остане со сопругот, значи тие традиционални верувања, потоа срам од околината. Кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство има цел да ја подигне општествената свест и да поттикне на размислување за индивидуалниот и колективниот придонес во борбата за спречување на родовото базирано насилство, а се случува секоја година во текот на 16 дена во периодот помеѓу 25 ноември, меѓународниот ден за елиминација на насилството против жените, и 10 декември, меѓународниот ден на човековите права.
во време кога